Асфалтот на улицата Белкамен на места е тешко оштетен и создава проблеми во одвивањето на сообраќајот. Направени се дупки и издигнувања по кои тешко се поминува со автомобил, а забележливи се траги од гребење на долниот дел од возилата при преминувањето преку нив. Низ распуканиот асфалт протекува и вода, па наместо таа да се собира во шахтите и сливниците, им продира на граѓаните во подрумите, а на асфалтот остануваат големи отвори што можат да ги оштетат возилата. Жителите на улицата велат дека состојбата се влошила за краток период, а досега никој не се заинтересирал таа да се подобри. Затоа бараат од локалната самоуправа на Кочани да преземе мерки за реконструкција, а коловозот да се доведе во нормала. Повеќе од месец ден има овде, што расипан, повеќе има, сигурно 2 месеци има. Ja? И никој опште не е до ден денеска више дојде се да снима тој први сте више знаете, а така усусрет и на ми смета така ли. Смета на секој, овде е комшија, друг што замени со коли. Не е како што треба направено, оно беше направено, але треба да се направи. Тешките возила што минат за Осигово нагоре се од тука идат и пропадна. Тоа е. А не е направено како што треба да се направи. За тај терет мислам да се носи. Градоначалникот Димитровски рече дека е запознат со состојбата на улицата Белкамен и најави дека се подготвува посебна програма за реконструкција на оваа и останатите сообраќајници во градот. Значи, имаме една цела програма за крпење на дупките, заради тоа што имаме многу градежни активности во градот. Тие ги предизвика изведувачите, ЕВН Македонија, ги предизвика Жикол Струмица, секојдневно сме со нив во контакт и ќе бидат можно брзо санирани сите. Очекуваме дека ќе до крајот на оваа седмица, најкасно на наредната седмица, комплетно ќе биде завршено и тие што ги предизвика и други. Улицата Белкамен е едно од главните сообраќајни поврзувања кон рекреативниот центар на Пониква. Нејзините жители предупредуваат дека фреквентноста на сообраќајот по неа е зголемена, што може да придонесе сегашните оштетувања уште повеќе да се зголемат.